Комисијата за утврдување и проценка на штети од елементарни и други непогоди при Совет на општина Струмица денес имаше седница на која што се донесе одлука за потврдување, односно за усвојување на записникот, односно на извештајот за настанатата штета од пожар во трговски центар Глобал на 2 јануари 2021 година. Што се однесува до самиот извештај е сублимиран од сите поединечни барања, односно записници за штети, поднесени од физички лица и од правните лица. Како конечна бројка за процената штета на граѓани, односно физички лица, тоа се штета на објект, на самите деловни простории, како градежни објекти, изнесува 5.820.429 денари. Процената штета на деловни субјекти, тоа се штети на фирмите, на деловни субјекти кои што имаат деловен однос во тие простори, штета се однесува на основни средства, односно инвентар, и штета на трговски стоки, односно обртни средства, во вкупна висина од 59.789.160 денари. Или вкупна штета и кај граѓани и кај деловни субјекти 65.609.589 денари. Предпоставам дека постапката ќе тече и понатаму, кај се гласа на седница на Совета, после ќе се одлучува од страна на високите инстанции. Согласно на законска процедура, овој извештај, веќе откако е усвоен на седница на комисијата, се достава до Совет на општина Струмица, кој на седница ќе го потврди извештајот, ќе го усвои, тоа ќе биде наверојатно утре, петок, и откако ќе биде усвоен на седница на Советот, понатаму процедурално се праќа до Републичката комисија за проценка на штети, каде што се разгледа и доколку таму биде усвоен, се доставува до владата на Република Северна Македонија, каде што владата одлучува дали ќе има помош на тие оштетени граѓани и фирми и дали таа помош ќе биде во пари или во друг некој начин, или одлучува и за обемот на помош, колку биде процентуално. Вид помош, тоа не е обештетување, тоа е помош. Владата не е должна да помага, меѓутоа се надеваме добра волја дека ќе биде така. Имате ли некакви неофицијални засега сознанија колку би бил процентот на обештетувањето? Тоа зависи, никој тоа не може да каже, бидејќи како прво Републичка комисија, кој ќе го прими извештајот, од кој ќе го прифати, дава сугестија до владата, нема сугестија дава колку би бил евентуално процент на помош од проценатата штета. А владата остана после да види, да одлучи дали ќе ја зема предвид препораката на комисијата или не, или може и повеќе или помалку, така да тоа е дискутабилно и наставно никој тоа не може да знае однапред како ќе биде.